Добар ден. Кратки најави за денес. Организацијата Биодиверзитет за сите спроведува еколошка едукација за екосовесни генерации. Угината женка од загрозениот вид балкански рис пронајдена на патот Охрид-Ресен кај Буково. Општина Охрид објави конкурс за бесплатни курсеви за невработени лица. Ке се пуши и во кафаните, се менуваат критериумите за терасите на угостителските објекти. Компаниите од технолошко-индустриските развојни зони лобираат за побрзо решавање на проблемот со транспортерите во Шенген зоната. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме сончево време со умерена облачност, а дуваше и слаб до умерен ветар од северен правец. Максималната дневна температура се искачи до 11 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Утринската температура од 3 степени, а максималната дневна до 11 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од -3 до максимални 16 степени. Под влијание на полена висок воздушен притисок следува период на стабилно и сончево време со мала до умерена облачност и со пониски утрински температури. Утре и во четврток ќе дува повремено засилен ветер од северен правец. Во време кога природата се погласно не повикува на одговорност, во Охрид се раѓа нова енергија за нејзина заштита. Организацијата Биодиверзитет за сите ги отвори своите врати за граѓаните и најмладите, со јасна порака дека љубовта кон природата се учи од мали нозе. Силна еколошка едукација за екосвесни генерации. Во време кога природата се почесто бара наша грижа, Организацијата Биодиверзитет за сите во Охрид ги отвори своите врати за граѓаните, младите и сите љубители на зелената иднина. Во новоотворените канцеларии се одржа отворен ден, исполнет со ентузијазам, идеи и искрена љубов кон природата. Настанот беше можност посетителите одблиску да ја запознаат работата на тимот кој секојдневно се залага за заштита и обновување на екосистемите, зачувување на биолошката разновидност и развој на одржливи практики. Биодиверзитет за сите својата работа ја темели на иновативно унапредување на живеалиштата, зачувување на природното и културното богатство, еколошка едукација, истражување и активно вклучување на заедницата. Особено внимание се посветува на најмладите преку практични активности во природа, работилници и едукативни програми. Децата учат да ја разберат, почитуваат и сакаат природата, затоа што љубовта кон животната средина започнува од мали нозе. Ке се темелиме, значи пред се да работиме активно, како што споменав, на еколошка едукација, да ги запознаваме децата со природните вредности кои што не обкружуваат, како треба да се однесуваат во природа, зошто треба да ја сакаат природата и слично. Местото на децата јас сметам дека треба да е во природа, особено уште од најмала возраст, не само од 5 годишна возраст, ние веќе опфаќаме и возрастна категорија од помалечки дечиња од 3 години нагоре. Ги носиме буквално во шума, истражуваме онака како што треба да расте едно дете. Знаете како, еколошката едукација е долгорочен процес. Само со активна еколошка едукација ќе направиме промена. Сите овие негативни случувања кои што ни се околу нас, кои што не обкружуваат, ќе ги промениме. Јас сум навистина оптимист дека, ајде да речеме за едно 10 години, дека овие деца ќе бидат промената во нашата држава. Организацијата е основана од доктор Даниел Богнар од Австрија, во придружба со Ивана Христовска, Ангела Тасевска, Фросина Климовска-Мошовска и Бојана Каровска од Охрид, тим кој спојува стручност, визија и посветеност. I work in nature conservation for
almost 30 years. Во заштитата на животната средина сум активен повеќе од 30 години. 6 години сум во Охрид. Овој регион е особено богат со природни реткости кои се од меѓународен интерес, па така минатата година се здруживме со локалците и основавме невладина организација со цел да работиме со локалното население за да ја заштитиме животната средина. Во моментов имаме еден проект со Националниот парк Галичица и очекуваме да имаме плодна соработка со општината во насока на заштита на природата. Во моментов организацијата активно го спроведува проектот враќање на полуприродни суви тревни живеалишта на планината Галичица, во соработка со Националниот парк Галичица, а финансиски поддржан од ЦЕПФ. Проектот има за цел да ги зачува и обнови вредните тревни екосистеми, дом на бројни ретки и загрозени видови, кои се тивките чувари на природната рамнотежа. Угината единка од балкански рис забележана утрово околу 6 часот на патот Охрид-Ресен кај Буково. Надлежните служби извршија теренски увид во соработка со Македонско еколошко друштво и Државен инспекторат за животна средина. Рисот е женка и се претпоставува дека била изгазена, но за точно утврдување на причините за смртта ќе биде однесена на обдукција во Скопје, на Факултетот за ветеринарна медицина при УКИМ Скопје. Балканскиот рис е критично загрозен подвид, кој живее само во регионот на Западен Балкан, со помалку од 50 возрастни единки во природата, од кои 40 возрастни единки живеат на територија на Македонија, во Национален парк Маврово, потоа на Шара, Јасен, Стогово, Караорман и Јабланица. Општина Охрид објави конкурс за бесплатни курсеви за работно усовршување и подобрување на конкурентноста на пазарот на труд, на невработени лица и на вработени кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат. Со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените лица и подобрување на нивните квалификации за идно вработување, како и на вработени кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат, Општина Охрид согласно годишната програма на Оделението за локален економски развој за оваа година распиша конкурс за спроведување на бесплатни курсеви. Курсевите се однесуваат за болничари, негуватели на стари лица, сметководство, основно ниво теорија и пракса, обука за компјутерски програми за канцелариско работење, странски јазици, англиски и германски, заварувачи и фризери. Предност за пријавување на овие курсеви имаат невработените лица, но и вработени кои сакаат да се доквалификуваат и преквалификуваат. За да се реализира одреден курс, треба да се пријават најмалку 15 учесници. Општина Охрид го задржува правото некој од курсевите да не се реализира доколку нема заинтересираност. Изборот на учесниците ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен. Кандидатите кои сакаат да се пријават на конкурсот треба да ги пополнат потребните образци поставени на интернет страната на општината ohrid.gov.mk. Потребните документи кандидатите треба да ги достават најдоцна 10 дена од денот на објавување на конкурсот. Ќе се пуши и во кафаните, но преку промена на условите за терасите. Ова доаѓа по средбата меѓу владини представници и туристичко-угостителската комора, на која било договорено терасите на рестораните и кафе-баровите да бидат отворени од најмалку 2 страни, наместо од 3 како во првичниот предлог закон за заштита од пушење. Постигнат е договор меѓу владата и представниците на угостителскиот сектор за новите правила за пушење во кафаните, рестораните и баровите. Договорено е да се направи компромис околу условите за користење на терасите. Забраната за пушење во затворени простори останува целосна. Тоа значи дека во внатрешните делови на угостителските објекти нема да биде дозволено пушење цигари, електронски цигари и други тутунски и никотински производи. Измената се однесува на терасите и летните бавчи. Пушењето ќе биде дозволено на отворените делови, но само доколку тие имаат најмалку 2 целосно отворени страни и обезбедено природно проветрување. Ќе се прецизира како смеат да бидат затворени терасите, односно ќе се дозволува поставување прегради до одредена висина со цел да не се наруши протокот на воздух. Првичниот предлог предвидуваше построги правила, односно 3 отворени страни, што предизвика реакција од угостителите кои тврдија дека голем дел од локалите нема да можат да ги исполнат критериумите.
Предлог законот е објавен за јавна расправа пред повеќе од 1 месец со цел граѓаните и стручната јавност да дадат своји мислења за содржината. Измените треба да поминат на собраниска процедура пред да почнат да се применуваат. Угостителите ќе добијат и преоден рок, најверојатно до 1 година од стапување во сила на измените за да ги усогласат своите објекти. За потсетување, новиот предлог закон предвидува забрана за пушење на сите видови цигари и уреди, не само класични цигари, туку електронски и вејп уреди, во сите затворени угостителски објекти, компании, во и пред јавни институции, како и во училишта, градинки, автобуски, железнички станици, пазари, културни и спортски објекти. Покрај тоа се предвидува и забрана за рекламирање, промоција и спонзорирање од страна на тутунската индустрија, регулирање на продажбата, прикажување и изложување на тутунски и никотински производи. Забрането е пушење и во автомобил, доколку во возилото има дете. Казните за граѓаните изнесуваат од 150 до 300 евра, а за фирмите и до 5000 евра. Компаниите од технолошко-индустриските развојни зони преку своите бизнис асоциации во странство лобираат за побрзо решавање на проблемот со транспортерите. Се надеваат дека Европската комисија ќе ги прилагоди правилата за транспортерите, кои сега, како и сите останати луѓе од Западен Балкан, може да останат во земјите од Европската Унија најмногу до 90 дена, во период од 180 дена. Блокадите од страна на камионџиите на граничните премини имаше големо влијание врз домашната индустрија и работата на странските компании во Македонија. Блокадите значеа прекин на синџирот на достава на репроматеријали и делови од компаниите во технолошко-индустриските развојни зони до нивните клиенти во европските земји. Ако се земе предвид дека една од поголемите членки на Унијата, Германија, има интерес во Македонија каде се произведуваат или доработуваат делови за низината автомобилска индустрија, јасно е дека проблемот не е само за нашата економија, туку и за европската. Ние имаме обврски за испорачување на нашите производи точно на време на нашите клиенти во Европа. Имаше случувања да неколку од компаниите имаат трошоци од стотици илјади па и до милиони евра во тие неколку 5-6 дена за да ги испорачаат своите производи со авионски транспорт. 110.000 вработени пред се во Македонија, Србија и Босна работат во автомобилската индустрија во компании кои се добавувачи на најголемите производители на возила во Европа и ваков вид на застои може директно да влијат и врз престанок на работата на овие производители на возила во Европа, што значи директно влијание и на бруто домашниот производ и економските активности во сите тие земји. Советот на странски инвеститори во Македонија стапил директно во контакт со мисијата на Европската Унија во Скопје, при што биле објаснети сите причини поради кои странските инвеститори во земјата директно имаат негативно влијание и штета од штрајкот на транспортерите и истовремено било побарано Европската Унија да ги адаптира своите правила преку изнаоѓање заедничко решение за транспортерите од Западен Балкан. Европската комисија се уште стои на ставот дека мора да се почитуваат правилата кои се веќе воведени за престој на транспортерите од Западен Балкан во Шенген зоната 90 дена во период од 180 денови. Јас мислам дека треба да се најде што поскоро некакво соодветно решение, да има флексибилност од двете страни, бидејќи повторување на целиот оној проблем и истиот таков вид на проблем и блокада која се случи пред неколку недели ќе има уште поголемо дополнително негативно влијание, бидејќи начинот на кој се креирани оние застои во работата не може многу лесно да се покрие тоа производство, а потребите на нашите клиенти и испорачката на сите тие производи се директно поврзани со ракови. Компаниите преку своите бизнис асоциации во Германија и во Брисел апелираат преку своите глобални раководства да се изнајде побрз и попродуктивен начин за решавање на проблемот. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Имајте пријатен ден.